моментов сме овде пред собранието, голем број на граѓани, жени и мажи и деца се собраа овде на протест поради, како што велат да го изразат, револтот поради колективниот крах на системот и игнорантскиот однос на надлежните, поради што континуирано довеле до тоа да се случуваат, да има се почесто да се случуваат насилства врз жените. Со емотивни говори и пароли застана овде пред собранието, пред ова линковско вклучување. Направив анкета, успеав да прашам неколку од граѓаните зашто точно се овде и што бараат, па во продолжение предлагам да ги погледнеме. Ова е директна последица на фемицид од страна на уште еден маж, кој што целава ситуација апсолутно можеше да се спречи. Што се покажа дека човеков е многу пати пријавуван, апсолутно ова можело да се смени, односно да се спречи. Сега прашање е кој потврлил. Треба да има истрага, ама сериозна истрага. И ако треба да се сменат закони, очигледно има некои закони, ама дали се почитуваат, тоа треба да видиме, дали се почитувале во овој случај. Пред 1 час започна протестот. Граѓаните застанаа пред Министерството за правда, каде што побара одговори и одговорност за последниот случај и останатите кои што се случува низ државата, таму патија и барања, па во продолжение предлагам да ги погледнеме. Полицијата и центрите за социјална работа и обвинителството и судовите. Виновен и образовниот систем, кој наместо да промовира родова еднаквост, солидарност и емпатија и да осудува родово базирано насилство, со својот пристап директно придонесува конкурирање на сексисти и насилници. Покрај страшната некоординираност и затајувањето на институциите надлежни за справување со насилството врз жените, кон фемицидите предизвикуваат и молкот, стигмата, срамот и немањето чувство за колективна одговорност. Ова е заеднички проблем, затоа оваа смрт е резултат на институционална и социјална негрижа. Ова не е изолиран случај, туку резултат на секојдневие кој ги дехуманизира жените. Бараме оставки на одговорните службени лица и покренување дисциплински постапки против полицајци, обвинители, судии и центри за социјална работа, кои не постапиле по пријавите за насилство и закани во овој и слични случаи. Бараме формирање независна истрага за институционалните пропусти во случајот. Јавното обвинителство мора да открие кој дозволил кршење на издадени мерки за заштита и зошто не биле спроведени постоечките протоколи. Специјализирани механизми за заштита на жените, да се воспостават и јавно објават обврзувачки протоколи за полицијата, центрите за социјална работа, обвинителството и судството за постапување по пријави за насилство и закани, со јасни рокови и одговорности. Да се обезбедат повеќе средства, персонал и обуки за центрите за социјална работа, полицијата и судството, со цел да се обезбеди на времена заштита. Протоколите мора да предвидат санкции за службените лица кои не постапуваат. Законска рамка и стратегии за превенција. Целосна имплементација на законите за фемицид и да се развие национална стратегија за превенција и заштита од фемицид со јасни индикатори, механизми за следење и наменска буџетска линија. Стратегијата треба да опфати програми за едукација, рана интервенција и реинтеграција. Симона, во меѓувреме се појави и сведоштво на уште една жртва. Освен Росица, и 4 други жени го пријавувале насилникот и барале помош од институциите. Така, како што слушнавме и од надлежните и како што се појавија информации во делот медиумите, насилникот немал вакво однесување само кон Росица, уште 4 други жени го пријавувале за насилство. Што повеќе кажа за сведоштва, односно што сведоча за друг медиум, да слушнеме од прилогот на колешката Сузана Мицева. Убиецот на Росица од Велес бил пријавуван во скопските полициски станици уште пред 12 години.
Хелсиншкиот комитет за Телма потврди дека имаат информации за 4 други девојки кои од 2013 година наваму го пријавувале истиот човек дека по завршувањето на врската продолжил да ги малтретира, да ги следи, да им се јавува или да пишува навредливи пораки за нив и нивните блиски на јавни површини. Една од девојките за Слободен печат раскажала и дел од тортурата што ја преживеала со Илија, со кого била во врска околу 1,5 година во периодот 2013-2014 година. Девојката споделила дека не можела да се ослободи од него, а тој се заканувал дека ќе се убие ако не му се врати. Во една прилика и го одзел мобилниот телефон па праќал пораки во нејзино име, а дури се заканил и дека ќе ја убие сестра ѝ. Јас тие закани по живот ги пријави во полиција, го исконтактира оттаму и ми го врати телефонот. Во тие неколку часа тој се представил со моје име и праќал мејлови за да ми го уништи професионалниот развој. Адвокатот Јанаки Митровски забележува најмалку 3 клучни работи кои доведуваат до фемициди во Македонија. Една од нив според него е потребата од законски измени со кои насилникот би бил приведен поради опасност да го повтори дејството. Фактот дека за кривичните дела кои што му се ставија на товар на сторителот Илија, обвинителството, освен за опасност од бегство, бидејќи е скратена постапка и кривични дела до 5 години, не може да бара притвор. И тука е погрешно поставено законското решение, тоа се покажува, затоа што ако некого сакаат да стават во притвор, ќе одат да го исилуваат опасност од бегство која што реално не постои, па ќе помине на суд, па ќе падне на кривичен совет или не, значи се злоупотребува, на сила се оди, судијата на претходна постапка замнижува и се нели прави на 3,5 дека постои опасност од бегство, не постои, и затоа треба да има законски измени. Замислете, опасност од повторување на делото да не е основ. Што е битно дали е скратена постапка или не е скратена постапка. Да имаш опасност за повторување, верувајте дека секој совесен обвинител во Велес нели таквите се, дека господинот ќе беше во притвор. Митровски смета дека голем проблем е и недостатокот на судии и помошен кадар, поради што се одолговлекуваат судските предмети, а како посебна рана на целиот систем ја посочи партизацијата на институциите, поради што се намалени надзорот и одговорноста. Инаку статистиките на фемицид во државата се растечки и загрижувачки. Иако официјални податоци не постојат, околу 30 на убиства од интимни партнери во последниве 6 години влегуваат во категоријата фемициди. Последниве 3 години имаше убиство на жена во Шуто Оризари во Скопје, убиство во Штип, а во јавноста одекна и свирепото убиство во Кочани, кога маж со околу 40 убоди од нож ја усмрти поранешната партнерка пред нејзиниот дом. Со паролата ниту една повеќе, голем број на граѓани излегоа денеска на протест. Во моментов се овде пред собранието, каде упати апел, го изразија револтот поради, како што велат, институционалниот молк на надлежните кои доведувал до се почести случаи на насилство врз жените, со извици и пароли, бараат одговори и одговорност.